Продолжуваме со вториот дел од предавањето за вежби поврзани со германската азбука и буквите. Се надеваме дека првиот дел ви се допадна и научивте нов вокабулар, па и овај дел ќе биде сличен. Продолжуваме со останатите букви. Пред да започнеме со предавањето, важно е да ја повторите германската азбука од вториот дел од предавањето за курсот на ниво А1, бидејќи ова вежба е поврзана со тоа предавање. А сега започнуваме. Докаде стигнавме со минатото видео, стигнавме до буквата О, која исто се спелува како О. Да прочитаме некои примери со нови зборови, од кој дел до сега не сте ги знаеле, а ќе дадеме и пример неколку реченици. Офт, често. Обен, горе. Ода, или. Однен, глагол уредува. Офен, отворено. Оазе, оаза. Обахт, внимание. Оба, келнер. Обеарст, главен лекар. Обст, овошје. Офенцух, оџак. И организиран е глаголот во превод организира. Да видиме и некои реченици. Sehr wenig Fleisch oder Muskel. Многу малку месо или мускул. Lebte von Kaffee, Obst und Fisch. Тој живееше на кафе, овошје и риба. War schon oft hier gewesen. Тој беше веќе често овде биден. Одиме со следната буква, тоа е буквата П, како пар или неколку. Прайс, цена. Пасирен, глагол во превод се случува. Пуцен, чисти. Пакен, пакува. Папија, хартија. Полицај, полиција. Паркплац, паркинг. Пферд, конј. Прüfung, испит. Панкреас, исто панкреас. И поет или писател. Nennen Sie den Preis. Наведете ја цената. Ich gehe putzen in Gerolstein. Јас одам да чистам во Геролштайн. Ich gehe sofort zur Polizei. Јас одам веднаш во полиција. Следна е буквата Q, која се спелува како Q, но во зборовите се чита малку поинаку. За спелувањето на буквите знаеме дека ќе учиме во следното видео. Прв е глаголот quatschen, во превод дрдори или многу зборува. Quakeln зборува глупости. Квадрат, исто квадрат, но има уште едно значење како плоштад. Quack или quatsch е глупост во превод. Quälen, глагол се мачи. Квалитет. Quale, медуза. Qualm, чат. Quack, урда. Квалифициран, глагол се квалификува. Кварц. И querstellen, глагол блокира. Die Quale hatte sich geteilt. Медузата се имаше поделено. Quark war nicht dabei. Урдата не беше таму. Ich würde mir
gern das erste Quadrat ansehen. Јас радо би сакал првиот плоштад да го видам. Следна буква е буквата R, како райс или орис. Reisen, глаголот патува. Рот, црвена боја. Рок, сукња. Рат, тркало. Радиагуми, гума за бришење. Глаголот раделн, што значи вози велосипед. Следен збор реден, глаголот разговара. Ренен, трча. Рајтен, јава. Раухен, пуши цигари. И роза, како розова боја. Да прочитаме и некоја реченица за пример во Хин зол их ден райзен. Кон каде треба јас да патувам. Ди бетлакен феаптен зих рот. Постелнините се обоија црвени. Vielleicht sollte ich eine Zigarette rauchen. Може би треба јас цигара да испушам. Следна е буквата S. Глаголот заген во превод кажува. Швеста, сестра. Sein, глаголот сум. Забележувате ли дека овие три зборови во нив буквата S се чита поинаку? Тоа ќе го учиме во изговорот на буквите во следните две видеа. Sieben, бројот 7. Stehen, глагол стои. Saft, сок. Sache, предмет или нешто. Schlecht, лошо. Sofa, кауч. Samstag е денот сабота. Sonntag, недела. И шах, исто во превод шах. Ich bekomme einen Saft bitte. Јас би добил еден сок, ве молам. Er war wirklich ein schöner Sonntag. Беше навистина убава недела. Haben Sie schlecht geschlafen? Имавте ли лошо спиено? Следна е буквата Т. Како так или ден. Тија, животно. Тиш, маса. Тишла, столар. Тајлен, глаголот дели. Тиш тенис во превод пинг-понг. Тафел, табла. Теглих, секојдневно. Танцен е глаголот танцува. Тројмен, сонува. Тринкен, пие. И талентијат, талентиран. Гутен так, добар ден. Волен вија танцен, ке танцуваме ли? Ich trinke nie Tee. Јас не пијам никогаш чај. Следна е буквата У. Und во превод и. Унта, под. U-Bahn, подземна железница. U-Boot, подморница. Уфа, брег. Уа, саат или час. Улк, шега. Umarmen, глаголот гушка. Unterrichten, обучува. Umgang, однос. Umgangssprache, говорен јазик. И Urlaub или одмор. Es ist schon 10 Uhr, веќе е 10 часот.
Mit das hier und jetzt wir leben. So ова тука и сега ние живееме. Erst sie kamen an der U-Bahn-Station. Прво тие дојдоа на U-Bahn станицата. Следна е буквата V, која во зборовите се чита поинаку, но при спелување како V ја кажуваме. Vol, цело или полно. Verbessern, глаголот подобрува. Verdienen, глагол заработува. Vergleichen, споредува. Vase, вазна. Фата, татко. Verband, завој. Verkäufen, глагол продава. Verkäuferin, продавачка. Verbandskasten, кутија за прва помош. Verboten, забрането. И Vaterland, татковина. Да прочитаме и некои реченици. Mein Vater starb, als ich 4 war. Мојот татко почина кога јас 4 години бев. Dort verdienen wir kein Geld. Таму ние не заработуваме пари. Ja, das hat die Verkäuferin auch gesagt. Да, тоа го имаше и продавачката кажано. Следна е буквата В. Wichtig, важно или значајно. Wir, ние. Warten, глаголот чека. Wechseln, разменува. Wieder, повторно. Weinen, глаголот плачи. Wohnung, живеалиште или стан. Was е прашалниот збор што. Во, каде. Wer, кој. Warum, зошто. И wie или како. Das ist jetzt doch gar nicht wichtig. Тоа е сега сепак баш неважно. Wo sind Sie? Каде сте вие? Wir werden dort so lange warten. Ние таму долго ќе чекаме. Следна е буквата X. Како ксилофон. X мал или повеќе пати. Ксантипе е злобна жена или кавгадживка. X-бајне, криви нозе. Ке прочитаме една реченица, бидејќи нема многу зборови кои започнуваат на буквата X. Es hörte sich an, als spiele jemand auf einem Xylophon. Звучеше како да свири некој на ксилофон. Одиме понатаму со буквата Y. Јахт или јахта. Јогурт. Јојо е јојо играчка. Јад, мерка за должина. Јога, исто јога. На Y исто нема многу зборови кои започнуваат на оваа буква, па поради тоа дадовме толку малку примери. Sie müssen doch eine Yacht besitzen. Вие сепак морате јахта да поседувате. Ich holte mir einen Joghurt. Јас си носев јогурт. И трет пример, ich mag Yoga und Pilates. Јас обожавам јога и пилатес. Последната буква, без умла од буквите, е буквата Z. Да видиме примери. Зборот цен е број 10. Zeichnen, глаголот црта. Zahn или зап. Zahnarzt, заболекар. Zeigen, покажува. Zweifeln, се двоуми.
Цаншмерц, забоболка. Цанге или клеща. Цапфен, шишарка. Зебра. Цайт, време. И цайтунг или вестник. Да прочитаме реченици. Ich war zur fraglichen Zeit beim Zahnarzt. Јас бев неизвестно време на заболекар. Zebra haben wir nicht mehr. Зебра немаме ние повеќе. Nach all dieser Zeit kann er nicht allein sein. После цело ова време не може тој да биде сам. Следна е буквата А умлаут. Ефен глагол имитира. Значи А умлаут се чита како Е. Ендеан глагол променува. Ерген се нервира. Епфел јаболка. Енлих слично. Ехтен глагол презира. Ефхен мајмунче. Египтен, Египет. Еренлезе, жетва. Ехзен, глаголот овка или стенка. Елта, постар или возрасен. И ергерлих, немил. Diese Äpfel schmecken sehr gut. Овие јаболка имаат добар вкус. Hast du dich in der Bank ärgern müssen? Мораше ли ти во банка да се изнервираш? Er ist leider nicht zu erdern. За жал, не е за замена. Следна е буквата О умлаут, која се чита како Ö. Öffnen, глаголот отвора. Öffnungszeit, работно време. Ökologije, екологија. Ökonomije, економија. Öl или масло. Öffentlich, јавно. Öd е пусто или ненаселено место. Ölbaum, маслиново дрво. Да прочитаме и некои примери. Sie macht die Tür zu öffnen. Таа направи вратата да се отвори. Öffnungszeit 10 bis 18 Uhr nur wochentags. Работно време 10 до 18 часот, само работни денови. Es wird öffentlich ausgestellt. Ке биде јавно прикажано. Последната умлаут буква е У умлаут, која се чита У. Überraschen е глаголот изненадува. Üben, глаголот вежба. Übung, вежба. Übelkeit, мачнина или гадење. Übel во превод зло или неволја. Über има повеќе преводи, најчесто е сврзник со превод над, на, преку. Überall, насекаде. Übermäßig, претерано. Überarbeiten, глагол многу работи. Überbau, надградба. Überblick, преглед или осврт. И übersetzen е глаголот преведува. Brauchte nur einen Tag lang zu üben. Тој имаше потреба само еден ден да вежба. Tut mir leid, ich kann nicht übersetzen. Жал ми е, јас не можам да преведувам. Ich selbst kann leider nicht überall sein. Јас самиот не можам, за жал, насекаде да бидам. И последната буква од азбуката е буквата SZ. За оваа буква знаеме дека
Не постои како голема и мала буква, туку е една. И исто така нема зборови кои започнуваат на буквата СЦ. Поради тоа зборовите кои ќе ги прочитаме ќе бидат со буква СЦ, но не на почеток. Блös, откриен или гол. Draußen, надвор. Fleiß, трудолюбивост. Оваа буква, заборавив да кажам дека има значење како две S букви. Grüß, поздрав. Außerdem, освен тоа. Фузбал, фудбал. Фус, стапало. Fußboden, пот. Groß, големо. Großmutter, баба. Großvater, дедо. И Straße или улица. Ein Mädchen von der Straße. Девојка од улица. Ich habe mit Ihnen Fußball gespielt. Јас имам со вас фудбал играно. Hat die Großmutter die Krankheit überstanden? Ја имаше ли бабата болеста преживеано? За крај, за овие две видеа, за денешното и за претходното ќе направиме една вежба во која ќе треба само да кажете како се спелуваат овие букви, а подетално ќе извежбаме во следното видео. Со наша помош ова се буквите Д, Ф и Ј. Кои се овие три букви? Ц, Х и В. И уште еден пример, односно уште една вежба. Ц, Ф и СЦ. Се надеваме дека овие видеа ви се допаднаа, ако е така, кликнете лайк и напишете во коментар дека сте задоволни за да снимаме почесто вакви видеа со вежби. Ако сте нови на каналот, не заборавајте да кликнете subscribe. Следете не на Instagram, каде објавуваме кога ќе снимаме ново видео.